Друштво, здраво, добре дојдовте. Овде каде ќе ги толкуваме, овој пат пораките, тарот пораките, предвидувањата за близнаци и месец август. Значи сите што сте близнаци, ова е за вас и поради тоа што зборуваме генерално за сите вас, за многу од вас, значи обидете се да ги препознаете пораките што се за вас и обидете се да ги толкувате онаму каде што им е местото, затоа што зборуваме за многу полиња, значи љубовта, кариерата, домот, семејството, приватниот живот, апсолутно се. Затоа вие пробајте да ги толкувате. Знаете, јас преку метафора исподелувам со вас, меѓутоа без вас немаат значење. Затоа вие пробајте да ги сместите онаму каде припаѓаат во вашиот живот. Пред да започнеме, кратко на брзина да ви кажам дека на нашата Facebook страница Голтарот МК, таму може да ги најдете неделните предвидувања. Значи не се видеа, постови се кратко, една-две поважни, поголеми пораки, поважни нешта што ќе ви обележат на неделата. Значи сите што сакате да прочитате по нешто за неделата, може да го најдете тоа таму, значи на Facebook Голтарот МК, нашата страница. Ајде сега да преминеме, да не должиме. За близнаците и месец август. Од кого вие, близнаци, ја криете вашата емотивна состојба? Што сакате да сокриете со тоа? Кого сакате да заштитите со вашата емотивна состојба? Вашата емотивна состојба воопшто не е добра. Зборувам за дел од вас. Вие што не се препознавате, не обрнувајте на ова внимание. Еден дел од вас, вие сте, вие сте во големи грижи, во големи стравови и сето ова го чувате како тајна. Она како се представувате пред вашите блиски, пред саканите, пред околината, тоа е далеку од она како вие се чувствувате. Сакате да ги заштитите. Мислите, ако знаат како се чувствувате, ќе бидат тажни, ќе бидат исто како вас, разочарани и депресивни. Мислите дека ако ја криете вашата ментална и емотивна состојба, ќе ја сокриете реалноста. Вие сакате реалноста да ја сокриете. Може би нешто се случува, може би финансиски, може би некако поинаку, во врска со вас. Нешто се случува, вие имате некакви проблеми. И тоа го прикривате, сакате другите да знаат како се е во ред, како се е под контрола, за да не ги загрижите и другите. Тоа е апсолутно погрешно. Апсолутно погрешно. Вие другите, тие што ве сакаат, тие што ви се блиски, ќе го забележат кога и дае тоа во вас. Затоа бидете отворени и поразговарајте за се што ве мачи, за се што ве плаши, се што ви се случува. Не може да дојдете до помош и поддршка ако не споделите, ако сами сакате ова. Ова е голем товар што вие сакате сами да го носите. Еден дел од вас криете нешто, криете ова нешто што го криете се вашите предчувства. Вие имате многу лоши предчувства за некоја работа. Не знам што ве плаши, вие знаете, меѓутоа имате страшно лоши предчувства. Буквално ни во сонот не ве оставаат. Ни најавени на сон не ве оставаат овие лоши мисли и лоши предчувства. Дел од вас сакате пак ве плаши она што не го знаете. Има некои работи што не ви се познати, не ги знаете и ве плаши. Дел од вас може би
за финансии се овие стравови. Мислите дека имате многу малку средства, мислите дека имате многу малку ресурси и се плашите како пред новите предизвици ќе излезете на крај со ова малку што го имате. Ве плаши помислата дека ќе треба да правите отстапки, ве плаши помислата дека ќе треба да балансирате со многу малку. Ќе ви биде многу тешко, не сте навикнати вие на тоа. Тоа ве плаши. Вие некој од вас многу посакувате да се врати нешто од минатото, дали помош некоја од минатото што сте имале, дали некоја состојба од минатото, дали нешто од минатото сакате многу да се врати и дури гледам се молите, буквално се молите и весте, се молите, сакате тоа да се врати или пак сакате некоја работа да заврши. Се молите и јас сега ќе ви кажам дека тоа е многу добро што го правите ако вие во молитвите, во медитација, во што и да практикувате, тоа е ваше. Овој проблем го споделувате со некоја енергија која вие ја сметате за поголема од вас. Ќе се случи да ви се олесни товаров и ќе се случи да дојдете до помош. Значи практикувајте молитва, медитација, јога, што и да е што практикувате, ќе најдете тука олеснување. Сакам да ви кажам, буквално ве гледам насмевнати, се смеете и тоа е само маска, а во душата ви гори оган. Срцето ви е распарчено, повредено, не знам што е ова што ве плаши, но она што знам е дека нешто доаѓа, дали ќе дојде од некоја личност која во огнените знаци, лав, стрелец или лав, овен, лав или стрелец, или ќе биде некоја личност со светол тен и некако мислам дека ова личност има мали дланки, помали од помали дланки. Или пак, ако нема ништо врска ова за вас, или пак ова може ќе бидете и вие. Ќе бидете некој што ќе реши да ги смени работите. Меѓутоа, јас сепак имам чувство дека доаѓа помошта од надвор и ова буквално ќе ви дојде како осветлување, како зрак, светлина, надеж, позитивна енергија, ќе ви го осветли лицето, ќе ви ја осветли душата, буквално. Она што се плашите, ќе ви го се она од што се плашите ќе го отфрли од вашиот живот. Ова низ кој менувате мора да поминете, ова е еден циклус, природен циклус низ кој мора да поминете. Не се грижете околу, не бидете во ваква состојба. Доаѓа рака, буквално рака од некој, од универзумот, од Бог, од тие што ви значат, од некаде ќе дојде. Ќе дојде помошта и работите ќе заземат нов правец. Ова кога ќе заврши, циклусот во кој влегувате е сосема нов и ќе трае, меѓутоа овде е многу убав. Она што го сакате да се случи, она за кое се молите и се надевате, ќе дојде. Можам тоа да ви го опишам најубаво вака. Гледате, доаѓа од небото, подадена рака. Од некаде ќе дојде и ќе ви ја смени вашата состојба. Гледам јас дека кај сите знаци се случува нешто периодов, летово, се случува некоја потешка енергија, некакви така проблеми, меѓутоа ова се
Ова се преодни моменти, затоа што од десен натака почнуваат нови циклуси за сите, почнува нов живот и ослободување од проблемите. Тоа кај вас е најјасно некако. Еден друг дел од вас пак, за еден месец вие ќе доживеете нешто многу убаво. Сега се жртвувате за нешто, буквално горите. Имате, од време на време имате чувство како да сте во пеколот, колку се жртвувате. Меѓутоа, за еден месец од сега, или пак од моментот кога го гледате ова и го слушате, вие ќе доживеете некаква неверојатна трансформација, нешто како со магија ќе се случи. Не знам, за секого е различно, дали е патување, дали нешто чекате од далеку да дојде, дали од личност некоја, дали од некоја голема институција нешто чекате и нешто треба да се случи. Како и да е, што и да е, значи жртвата сега што ја правите, за еден месец очекувајте нешто што за кое може да се каже дека е и чудо. Буквално чудо. Некој од вас, ова морам да ви кажам исто како предупредување, за некои средства што ги чекате, пари, можеби наследство, можеби по судски спор или како и да е, мора да внимавате, затоа што постои опасност за измама. Значи сите кои чекате, моментално чекате да се случи нешто, како да дојдете до средствава. Не чекајте така слепо, затоа што во позадина може да се случува нешто слично на измама и да бидете измамените или разочараните, затоа действувајте колку можете, запознајте се со нештата што се случуваат околу сето тоа. Друг дел од вас пак, за вас доаѓа некоја вистина, доаѓа некоја вест која ова ќе ви изненади, од нигде и никаде доаѓа, немате ни представа, ни идеја сте имале дека ова постои, дека ова нешто е можно, доаѓа во август и ќе уживате и ќе прославувате. Гледам дека ќе прославувате со друштво, со повеќе, па може би е женско друштво и да не, вие буквално ќе прославувате за оваа нова вест што доаѓа. Ако некои работи случува овде за љубовта што ги споменуваме, не грижете се, не се плашете, ќе дојде. Дури кај тие што мислите дека во врска сте или во брак и нешто завршило, на нешто му доаѓа крајот, воопшто да не се грижите, затоа што кон крајот на август ќе видите како енергијата повторно се враќа, како страста оживува, како љубовта и убавиот живот повторно доаѓаат кон вас. Драги близнаци, се надевам уживавте, се надевам ќе најдете нешто што ќе ви помогне, ќе ве води и до следното. Чао, чао!